Реконструкција на тоалетот за потребите на Жан, обезбедување на препарати за хигиена, покривање на трошоците за редовна терапија на Сузана, како што најави, 1ТВ потпиша договор за донација, која е само почеток во напорите за подобрување на условите на живење на семејството Стојановски од Штип. Благодарејќи на нашиот собственик, ние сме тука, ќе продолжиме да бидеме тука, овој случај ќе го следиме и се надеваме дека ова ќе биде еден поттик и за институциите повторно да размислат дека индивидуалното решавање на состојбите треба да биде приоритет. Сторијата која ја објави 1ТВ говори за тешката состојба од која со децении не може да излезе ова семејство. Сузана Стојановска, која има здравствени проблеми, а исто така се грижи за својот болен син Жан, во гостувањето во отворено студио, изрази благодарност до компанијата, бидејќи единствената која се сетила на нив во последно време. Тоа за мене ќе значи како самохрана мајка, многу ќе ми го олесни работите, пред се со купатилото, со бањањето на Жан. Пошто Жан е дете церебрална парализа од 26 години, што морам јас да го кревам и да го носам до купатило и од купатило да го надвор изнесувам. Немам услови за бањање. Тоа многу ќе ми олесне работата, а Жан е толку мило дете, толку мирно, што не е многу захтевен, али човек мора да има 24 сата околу него. Сузана Стојановска боледува од диабетес, има проблеми со тироидната жлезда, но преживеала инфаркт. Таа секојдневно се бори, но вели дека битката станува се потешка. Особено како проблем ја издвојува грижата за 26 годишниот син Жан, кој боледува од церебрална парализа. Наредната недела ќе почнат активностите за преуредување на тоалетот согласно потребите на Жан.